28 лица, од кои тројца се хоспитализирани, синот на собственикот на дискотеката и двајца членови на бендот ДНК, досега се опфатени во обвинителската предистрага за пожарот кој избувна во дискотеката Пулс во Кочани. Првите 5 мина се уапсени неколку часа по трагедијата, последните вчера, но списокот останува отворен, тврдат надлежните. Обвинителството во Кочани засега со краткотраен притвор обезбеди вкупно 19 лица. Меѓу нив се и собственикот на дискотеката, собственикот на фирмата која стопанисувала со неа и организаторот на концертот. Во притвор се високи раководители од Министерството за економија, како и екс-министерот Крешник Бектеши, потоа екс-директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Беки Максути и тројца други вработени. Приведени се и други лица од Министерството за економија, трудов и пазарен инспектор, но и лица од обезбедувањето на дискотеката и продавач на билети. Со оглед на тоа што вторите притвори веќе истекуваат утре, обвинителството се очекува да отвори и формална истрага, со што ќе се знае колку вкупно ќе бидат осумничени и конкретно за кои кривични дела. Најголем дел од нив се приведени под сомнение за кривично дело тешки дела против општата сигурност. Ќе се оценува низ призмата на кривичното дело, тешки дела против општата сигурност од член 292 од КЗ, за кој е предвидено казна затвор од најмалку 3 години без горна граница на казнување, што значи дека казната може да се движи до 20 години. Државниот обвинител Љупчо Коцевски во интервју за Белградска политика најави дека ќе се анализира секој кривично правен аспект на трагедијата. Како посебен се води предметот со уапсените 7 началници, командири и други полициски службеници од Штип и Кочани. За нив е отворена и официјална истрага од обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција, како надлежно за постапување за гонење на кривични дела сторени од лица со полициски овластувања. Тие од синоќа веќе се во 30-дневен притвор, како осумничени дека дозволиле дискотеката да добие лиценца во 2023-та, иако не ги исполнувале законските услови. Како соизвршители, осумничените, изготвувајќи, подпишувајќи и одобрувајќи позитивна согласност, му овозможиле на правното лице да се стекне со лиценца за вршење на угостителска дејност кабаре, иако објектот не ги исполнувал законските услови за работа. Осумничените сите заедно предизвикале значителна опасност за животот и телото на луѓето, овозможувајќи кабарето да работи во субстандардни услови. Со оглед на тоа дека засега се водат како два одвоени предмети, известно е дека ќе има две обвиненија, едно пред Кочанскиот, а друго пред Скопскиот кривичен суд. Но не е исклучена и можност двата предмети да се спојат во еден од областа на организираниот криминал. Во меѓувреме претрес имаше и во општина Кочани, но засега никој од таму не е меѓу апсените. Тошковски сепак рече дека списокот не е затворен и можно е во следните денови да има нови приведувања.